Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Петок, 6 март. За натамошно проучување. Како што и во деновите на апостолите, луѓето се обидувале со традициите и со филозофијата да ја подкопаат верата на светите списи, така и денеска, со помош на ласкавите мислења на така наречената висока критика на еволуцијата, на спиритизмот, теозофијата и пантеизмот, непријателот на правдата настојува да ги заведе душите на забранети патеки. За мнози на Библијата представува светилка без масло, зашто во своите мисли скршнале на патиштата на шпекулативни верувања, кои неминовно со себе носат погрешни сваќања и вистински хаос. Така наречената висока критика, која анализира, предпоставува, нагодува и реконструира, со самото тоа, сушност ја подкопува и ја уништува верата во Библијата, како божествено откровение. Таа на Божјата реч и ја оспорува силата да владее, да го издигнува и да го инспирира човечкиот живот. Спиритизмот на масите им потура верување дека желбата представува највисок закон, а распуштеноста – слобода, и дека човекот во се и за се си е одговорен единствено себе си. Христовиот следбеник ќе мора да се соочи со убедливи зборови против кои апостолот ги предупредил колосјаните. Тој секако ќе најде и на спиритистичко толкување на светите списи, но тоа не смее да го прифати. Неговиот глас мора јасно да ги потврдува вечните вистини на Светото Писмо. Цврсто насочувајќи го својот поглед кон Христа, тој мора да оди напред по одредената патека, отфрлајќи секоја идеја која не е сообразена со Христовото учење. Предмет на неговото размислување и проучување мора да биде Божјата вистина. Тој, Библијата мора да ја смета за Божи глас, кој му се обраќа директно нему. Само на тој начин ќе ја најде онаа мудрост која носи лик со побожно потекло. Цитати од Елена Вајт, книгата Дела на апостолите, страна 474 и 475 во оригинал. Прашања за разговор. Прво прашање. Што значи тоа дека во Христа телесно живее сета полнота на Божеството и дека Тој е глава на секое началство и власт? Читаме текстови од Колосјаните 2 глава, 9 и 10 стих. Зашто во Него живее сета полнота на Божеството и вие сте исполнети во Него, кој е глава на секое началство и власт. Исто така да видиме и други текстови, од кои првиот се наоѓа во Евангелие по Јован, 1 глава, 1 стих. Во почеток беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Послание до евреите, 1 глава, 3 стих. Тој е одблесок на неговата слава и одраз на неговото битие, кој носи се со своето силно слово, кој го изврши очистувањето на гревовите и седна одесно на величеството во висините. 1 Петрово послание, 3 глава, 22 стих. Кој е одесно на Бога, откако отиде во небото, каде му се покорија ангелите и властите и силите. Второ прашање. Веројатно сите сме слушнале дека текстот од Колосјаните од 2 глава, од 14 до 16 стих, кој ќе го прочитаме, вели вака. На тој начин, што го избриша дејството кое со своите одредби беше против нас, го острани од среде нас, приковувајќи го на крст, и ги разоружа началствата и властите
и јавно ги изложи, победувајќи над нив во тоа. И така никој да не ве осудува за јадење или за пиење или за некаков празник или за млада месечина или за саботи. Се користи како аргумент против празнувањето на седмиот ден саботата. Кои други проблеми, освен оние што ги изнесовме во лекцијата за оваа седмица, настануваат поради употребата на овие стихови, за да се докаже дека повеќе не мора да ја држиме четвртата заповед? Трето прашање. Како излегувате на крај со оние кои инсистираат на тоа дека мора да ги држиме и церемонијалните закони, иако можеби може да се најдат некои духовни или теолошки благослови во нивното држење? Какви проблеми се јавуваат кога се инсистира на нивно држење? И четврто прашање. Во цитатот што го наведовме, Елена Вајт напишала дека секој човек треба да ја смета Библијата за Божи глас кој му се обраќа директно нему. Според тоа, зошто мораме внимателно да се чуваме од секого или од се што би можело да ја ослабне нашата вера во авторитетот и вдахновеноста на целото Свето писмо, дури и во оние делови кои на одредени места би можеле да не доведат во незгодна положба?